И колку е ова? 30.000. 30. А ова 45.000. Ако извадам 2000, ќе ја видат штедната ако ги став. Не ми излегува сапа. А оваа па да ја сонува. Не ја морате да сонувате. Ако не сте во можност да го платите возилото веднаш, можеме да ви понудиме Toyota Flexi Leasing. Лизинг флексибилен на вашите потреби. Минимално учество, 7 години максимален период на отплата и после на рата која може да ја платите, дополнително да ја финансирате или да го вратите возилото. И најважно, ниска месечна рата со која нема да го оптоварите својот буџет. Супер. Брат, без да ми замерите, само да прашам. Кој беше Андре, кој беше Панчо? Јас сум Андре, а не Панчо. Аха, добро. А чекај, а кај вас, кој беше Куку, кој беше Леле? Кој куку, кој леле? Двајца во сме по едно ку, едно по едно леле. Па, дами и господа, не сме се виделе многу одамна сезона 14. Сезона 14 имавме една емисија претходно, ова е втора од сезона 14. Така да добре дојдовте, навистина ни фалевте во оваа една недела, ама што е една недела за онаа голема пауза што имавме претходно. Денеска имаме топ гости, Куку Леле се денеска во емисија. Куку Леле, ама додека тие се подготвуваат, имаме други содржини. Започнуваме со едно видео за потрошувачката кошничка која можеби е се помалечка, ама тоа не значи дека времето поминато на каса кога одиш во маркете се поголемо и поголемо и поголемо. Зашто зборам? Некогаш одиш само по лепи млеко, а остануваш на каса толку долго кога да го купуваш цел маркет. Или знаете зашто зборам? Има некои работи се случуваат. Таква една ситуација кога одиш за кратко, а остануваш многу долго. Решивме да испародираме во следното видео, па кога следниот пат ќе одите на каса и на оној пред вас што чека ќе му побараат ваква картичка, таква картичка, онаков попуст, ова, она, нека ви текне на следното видео. Здраво. Дечко, извини. Една работа имам, само ако може пред тебе да бидам. Фала. Малиот ми плаче, знаеш како е. Па, овак, добар ден. Здраво. Кажи ми, лојална клуб картичка имате? Имам, да. Чекај. Повели. Фала ти. Извини сега, фала. Добро. Лајонес имате? Имам Лајонес, да. Фала ти. Добро. Сега кажете ми, младинска клуб картичка дали имате? Младинска. Има бе некаде тука се, да. Фала ти. Имам, да. Ево, да. Фала. Супер. Сега кажете ми дали имате апликација за скенирање. Учествувате во наградна игра доколку имате? Во наградна игра? Да. Имам, како немам. Ајде. Еве, повелете. Смирете се, ќе дојдете и вие наред. Дечко, извини, фала ти многу, стварно. Не. Ајде скенираме само ако може. Ајде. Фала, баш сте срцки. Добро. Сега вака, со купување на овој производ добивате гратис уште еден, доколку се согласите на правилата на нашата веб страна, тоест на страната на компанијата. Добро. Тоа може преку мобилен дед или преку? Само преку лаптоп може, извини. Преку лаптоп не е никаков проблем, преку лаптоп. Извини, дечко, фала ти многу, само секунда. Такви се правилата. Фала. Чекај. Тука, дали се согласувате само? Да, само да пишам. Супер, фала. Окей. Кеш или картичка? Картичка. Картичка? Ево, ако може. Фала. Ова е клуб картичката баш. Одбиена е. Да? Да. Може со другата картичка да пробам? Може, нема проблем. Само ако може на другиот, затоа што ми треба за Нема проблем. Да. Еве повели. Може? Не. Имав и купони, извини дечко, само правам муабет, ќе те молам само. Да, фала. Купони може?
Може. Пошто жена ми Ајде. собира купони, јас имав купони, само кај беа... Ајде, Дечко, не ми пробаме. прави притисок, те молам, треба да работам, важи? Си правам муабет со девојчето, треба да купам. Ајде, фал. Океј, само да најдам купони. Господине, ве молам, не правите гужва само. Фал. Добро, Да, може? може. Супер, фала. Да те замолам нешто. Кажи. Пошто јас сум инфлуенсер. Ако може едно селфи да направиме, ќе ми Може. треба за на блогот, пошто стварно си убава како касиерка и мислам дека стварно ќе да ве пофалам за услугата, нели, затоа што Ево го. Чекај, на Извини, дечко, само ќе те молам, пошто Ајде, јас и он молам. имаме приватен момент, па ако Одлично. Фала ти многу. Фала ти многу, баш си Чекај да љубезен. видам уште еднаш. Ај, уште една може? Ај, уште една. Ево го. Само ако може Инстаграм да ми дадеш за да те тагнам на Инстаграм? страната. Чекај, сега ќе ти го пишам на ливче. Секунда. Ајде. Таа у црно-бело слика, таа дневна прва су. Првата? Да. Фала ти многу. Ништа. Се гледаме. Чао. Фала ти, дечко, баш си љубезен. Ајде следниот. Дечко, извини, ама пројден ти роков на паштетата. Па нормално дека е поминат. 100 години чекам да ви ебем и картици и мартици. Продолжуваме понатаму со мојот омилен именјак на целиот свет, Жарко Јовановиќ! Ајде, Жаре! Ова не ни е прв пат. Сега што ќе го правиме. Добро. Значи, јас и Жаре ќе играме една игра која ние викаме имитации со влечење. Овде имаме разни ликови и разни ситуации. Значи во еднава кугла има, еве ги, во еднава кугла има ситуации, во другава има ликови и сега ќе влечеме, ние што треба да направиме? Да ги скомбинираме, значи. Да ги скомбинираме и спонтано да влеземе во улогата. Значи, да видиме сега. Еве го. Ајде. Доктор и Пациент на преглед. доктор и пациент на преглед. Сега, кои се ликовите? се значи докторот Зоран Заев, пациентот е Ефто Васко. Заев е докторот. Така, Добро. ово е. Добро. Гледам ги резултатите. И рака на срце, одлични резултати. Не е како со претходниот премиер, овој матичен лекар. Не, се е нагоре, се е подобро. Во ред. Еве, гледам дека вие ги имате резултатите. Резултатите се добри, резултатите се во ред. Се е јасно како бел ден, меѓутоа, докторе, прашањето е кој добива од лошите резултати на пациентите? Кој добива од лошите резултати? Да не може би Big Pharma, а? Големите фармацевски куќи, еве кажете, ајде. Еве со фарма, јас немам контакт. Имаше дедо ми фарма, имаше кошки, имаше крави, јас немам фарма. Ајде ви се молам, кажете ми каде одат парите од лековите, а? Еве кажете каде одат. Да не одат можеби кај матичните лекари, а? Да не мислите дека можеби одат кај матичните сестри или пак не знам кај кој таму друг. Одат кај вас и кај Венко Филипче. Ете тоа е. Кај вас и кај Венко Филипче јасно е како бел ден. Сакате да ми препишете лек, ми правите медицинска анализа од час и половина, па не е ова во центар емисија. Докторе Зоран, ова е нешто поинакво. Лековите имаат и нуспојава, Васко. Да не ќе ми се случи нешто лошо. Васко, не дај Боже да ти се случи рака на срце. Се надевам нема, ама од овие лекови може ќе треба да молчите едно време. Да не зборуваш. Ете, драги гледачи, гледате што се случува. Сакаа да ме замолчат на било каков начин. Па сега ја инсталираат оваа несреќа овде од доктор да ми даде некакви апчиња, да почнам да ги земам и со тоа да престанам да зборувам. Но јас тоа сигурно дека нема да го дозволам, затоа што јас сум Васко Ефтов и Васко Ефтов секогаш ќе продолжи да зборува. Пријатна вечер, Македонија, каде и да си. Ете така, добре. Па со ваков доктор. Добре. Значи, Добре, ќе се гледаме пак. Се гледаме цело време се гледаме. Тоа беше Жаре, да го испратиме Жаре пред Кукулеле, може? Останете вие тука, продолжуваме да го средиме само ова се што имаме и одиме со Кукулеле.
како што кажавме, гости Кукулеле и започнуваме со едниот од нив, единствен подобро облечен од мене денеска, Роберт Саздо! Кај седи? Таму? На водителска позиција, о? Ајде, добре дојде. Не сме се виделе во емисија 3 години, 4 години. Така нешто. 19-та. Ет, пред корона. Пред корона. Овие време со корона го рипнавме некако, ама најново, ајде да не збориме за неубави работи. Уметнички директор на Макфест. Така е. Макфест заврши пред некоја недела. Убаво издание, нели, доби многу пофалби и така натаму. Прв пат уметнички директор после 2012 кога Тамара победи со готово е, така беше. Победи или не победи? Морален победник беше второ место, така а нешто ти беше. исто кој да победил. Добро, најголем хит беше, мислам, Така дека така. Се разликуваше нешто од 2012 до сега, 2022 Макфест. Знаеш што беше најголема? Сите сме променети за тие 10. Немаше награди. Тоа е најголемата промена. Така е. Нели? Немаше награди. Зошто немаше награди Макфест? 95% Добро. ми се чини. 95%. Од сите проблеми на естрадата Добро. и по фестивали и све е во паричните награди. Секој фестивал, конкретно ја за Макфест ке зборувам сега, има идеја, желба да обезбеди што по-големи имиња на фестивалот. Не е некој што се уште никој не ги знае. Нели? Тие не привлекуваат публика. Па, генерално не. Од нив дерман ќе се нема никогаш, секогаш ќе сака да се бутаат таму, на таа платформа да може да они да направат работа, а Макфест со нив не преработа. Било кој фестивал на светот. А овие поголемите имиња кои што се веќе популарни, етаблирани, не знам, Тамара, Двабона, Ламбе, тие што беа сега, значи, нели? Да не ги редам сите, сега ќе ги заборам некој, па ќе искочи. Добро, да, овие што ги знае веќе публиката, што Така. имаат име, презиме. Па проблем е, може да се случи како ете 2012 победи Сара Марковски. Се сеќава некој на Сара Марковска? Не. Значи, сакаш да кажеш... Не. Јас се јавив кај Тамара пред, не знам, 2 месеци пред фестивалот да пее. Вика, Роберт, јас со Макфест завршив, не ќам да чујам веќе. Да. И логично. Од кој кажав дека Нема награди. нема награди, дека е ревијален дел, она прифат. Инаку немаше да имаме Тамара, немаше да имаме и други. Двабона исто немаше да бидат. Така. Пајак, Вара, не знам. Добро. И сега рано ти е веројатно да мислиш за наредна година и слично, ама заврши фестивалот, уште не се толку слегнати впечатоците, но ако те праша човек, имаш ли идеи што би променил за наредна година, имаш веќе од прилика или не? Рано е или не е рано? Да знаеш од прилика како би одиграл за наредна година, различно од оваа. Не се работи за одигрување во смисол на концепт. Добро. Макфест и секој друг фестивал, како што кажав веќе, не е нешто кое што постои за да овозможи на оние кои што се почетници тука да се представуваат. Имаш многу можности да се представиш на милион начини. Треба да заслужиш за да се најдеш на Макфест, сакаш да кажеш. Така е. А не тука да се етаблираш и тука прв пат да те гледаат. Така е. И ќе има некој критериум кој што веројатно ќе го ставиме у правилник. Добро. Извесен број на followers на Инстаграм. Дури и тоа? И само тоа, не дури и тоа. И колку прегледи на YouTube. Ако има 3 видео спота кои што се од 100.000 прегледи нагоре и ако има followers на Инстаграм од 10.000 нагоре, тоа веќе спаѓа во нешто што за наши услови за Македонија е веќе Кроз неколку години не е анонимен. може да се вратат и парични награди едно и друго, зашто едноставно теренот ќе биде израмнен, нема да има. А некој што има 1200 followers или 800 или нема Инстаграм или има само 2 видеа објавено, едното е со 30.000. Мислам, како? Така е. Да си е жив и здрав Макфест, сепак ние еден и треба да си го чуваме и дај Боже да еволуира на подобро цело време, секогаш од година во година да е подобар. Од година во година ти имаш одено на едно место далечно во Америка, Лас Вегас си бил, појавна, колку пати си бил севкупно во Лас Вегас?
15. 15 пати. А некој мајка му ни до Маврово не ја носи на одмор онака да ја почести. Еве тука сме од 2019. А ти Се гледа ова се гледа како не, како не? Значи десно сум јас, до Така. мене е мајка ми, Така. па мајка му на Јован и Иван Јованови, во средина, па Иван, па Јован. Ова е негде 20-21 мај 2019. Ама се сети. Добро, зошто Вегас, зошто толку многу пати? Ова на- е пред на тоа едно Белаџо, место? казиното, пред фонтаната, таа. Познатата што има на филмови. Да, Баш така. Таа е таа. Зошто толку многу Вегас? Знаеш, зошто толку многу пати? Па тоа е исто како некој што иде секоја година во Грција, да го Добро. прашам зашто. Зашто секоја година во Грција смени малку, иде Убаво му е, Мексико, а? иде у Шпанија. Не Грција па Грција, втор крак па втор крак, така? Мене ми е вториот крак во Лас Вегас. И да речеме, го знаеш на памет? Човек да те пушти, да те фрли со автомобил во Вегас, ќе си се снајдеш да стигнеш од точка А до Б без проблем? Мислам дека можам комотно да работам таксиста во Лас Вегас. Без проблем. Без проблем се. У Скопје се губам, тоа кисело, ако ќе загубам ама политички, Вегас? више кој е еднонасочна, кој е како. Точно. Во аеродром дам да се изгубам без веза. Мислам срамота, али така е. А у Лас Вегас не може да се изгубиш, па ни ти. Па е многу едноставно. Сакаш да кажеш дека можам да се изгубам сегде, ама во Вегас Не, тешко. Навистина, тоа е сите, освен тие што се на Лас Вегас булевар, големите казина, хотелите што се по, не знам, по 15 спрата, затоа што тоа е правено во пустиња. Добро. Има простор колку сакаш. Так. Пред 15 години кога стигнавме прв пат со Панки таму, во Лас Вегас имаше околу 2 милиони жители. Мислам, луѓето по филмови кога гледаат за Лас Вегас мислат дека тоа е така, не е една улица со казина и толку, 2 милиони луѓе. Значи Македонија никогаш немала 2 милиони луѓе. Значи во Лас Баш така Вегас поголема од Македонија. сега има 2,5. Така. Баја ги поголема од Македонија. Значи многу фамилии, со деца, со школи, со болници, со факултети, со све. Так. Али така се улиците. Право, прави. Скотска Све на обележано за слепец да се снајде. Така да не е некој проблем да питаш. А види, стварно. некој за ситонија што викаш ќе рече, одам ради морето, одам, не знам, ми се допаѓа климата едно друго. Тебе шо упорно те влече пак да одиш? Он е идеален град за туристи. Аха. Идеално е направен. Имаш се што сакаш, а? Све што сакаш. И све е подредено на господинот турист. Так, он е кралот. Така да и со $5 од джеп, и со 50, и со 500, ти се осеќаш стварно многу добро. За Одиш секој по по нешто. тротоарите, тоа во асфалтот ставиле некои светки, па тоа све светлуца, па големи. Да не го објаснувам. Значи кој по филмови не може да се долови. Ја колку филмови сум гледал со Лас Вегас како место на дешавање. Не се доловува, не знам, 10-15% ако се доловува. Кога стигнаш таму, паѓаш од несвес. Добро, ма си бил многу пати. Ама види, ја паѓам од несвес, некој друг не. Некој бил Така да еднаш нема и да не му се сака допад- пак да оди. Да, да. Јас мајка ми 10 пати ја носе во Лас Вегас на одмор. Од тие 15 пати, 10 пати сум бил со мајка ми. Значи и она сакала да иде во Лас Вегас. Да. Така да, како за кого? Знаеш какво седиште, такво гледиште. Така? Така си е. Колку години е кукулеле? Значи, цело кукулеле од првите почетоци. Колку години? Сега сме ноември, јас и Панки се упознавме у ноември 92. 92. Да, деца Значи, бевме. правиме 30 години. Деца бевме. Сега и дале сме тинеџери со 30 годишно искуство. Апсолутно. И за сите 30 години, нели ти дојде желбата запееш? Јас знам дека ти добро пееш. Одлично пеам, топ. Значи, многу луѓе ми рекле, сум те чул, исто така, ама никако на некој ваков повод емисија, настап да земеш микрофон да запееш. Да. Значи, ќе направиш ли кеф? Ќе направам. Може ли? Може. Гледај, имаме тука гитара. Прв пат сега и последен. Ако сакаш последен нека, ама дај да те чуеме, значи како пееш, дај некој хит од кукулеле, еве, нека биде Полесна некоја. со полесни. Постела рози. Што и да? Може, ајде. Што и да каже. Чекам. Сега. Машта грот. Значи полека се.
да... Ама не, чекај малку. Што и... Чекај малку, ако не режија да запреме сега. Не, чекајте, сега. Режија, а? Чекај пауза ако сакаш да направи 5 минути написе Ти ми тргне сега, пази. Што и да каже, што и да ми каже, она ме лаже, она дрско лаже, како ме Чекај. Дај бе ова да го направиме кој што треба. Може? Бенде спремни? Дај, човече, како што треба да чуеме. Ајде. Што и да каже, што и да ми каже, она ме лаже, она дрско лаже, како ме вози, добро баш ме вози, а јас не рози, постела од рози. Макар ме зеза, макар ме лаже, макар ме вози, за неја само, постела рози. Макар ме зеза, макар ме лаже, макар ме вози, за неја само, постела рози. Без неја болувам, страшно болувам, па и дозволувам, свашта и дозволувам. Не сум не заљубен, стварно не сум заљубен, може би спудален, sa mnom malku spudale. Makar me zeza, makar me laže, makar me vozi, za neja samo, postela rozi. Makar me zeza, makar me laže, makar me vozi, za neja samo, postela rozi. I da bih ja, hej. I da bih ja, hej. I da bih ja, hej. Опа! Жареде на еден. Во почетокот на ноември 1962 почнува да врне дожд, ама е ден да врне. Во еден момент Вардар се излева од коритото, го поплавува Скопје и 9 месеци подосна на 26 јули 1963 За мене? Ова е чај, друже. Ти го правиш? Што? Што да зборам? Ајде, добре, дојде официјално. Ајде, добре, дојде, Жаре! Како си? Добро, брату, добро. Фала Богу. И одлично изгледаш. Фала ти. Одлично изгледаш. Се трудам. Што вика овде? Troublemaker. Yes. Тебе All те my бие, life, all my тебе life. те бие Дека сум troublemaker. глас, bad boy, troublemaker. И искрени да бидеме. Кој е по-troublemaker у Куку Леле? Зашто ја имам слушано дека не е ни Роберт, Не ни он да цвечка за овако. Мирен. Да, мирен. Знае и он да овако. Да срже. Ај кажи. Кој се кара повеќе со менаџери, газди, не знам како да ги крстим. Кој Не е се карам, ја ги карам. Имено. Значи кој е troublemaker од сега? Панки или Роберт? Он ги стишо работи. Значи дури не само што не е troublemaker, него Него е и- trouble non-maker. Non-maker, yes. 30 години, се сеќаваш како сте се запознали? Се сеќам како не. Да? По тоа не беше така оддамна што Да. Што за Знаеш, цел живот е, човече. 30 Божи. години. У пијано имаше еден клуб, без да го знаат. Па и да не го знаеш. По помладите не. Овие ще имат по 20, 2-3-4 Ти работеше таму? Да, јас работев таму. И со коса долу имам. Дојде една вечер. Чул дека има таму некој панки таму што пее доле. Уз тоа што го работи. Чекај ќе те прекинувам. Кој ти кажа па тебе? Дека има некој панки што пее? чув. Е, од кого да? Ако ти каже треба да те убие. Да. Има некој. Добро му кажа. Да знае. Ми го зема зборот од уста. Ане еден дечко еден, него пријател. Не бев со Ане еден пријател. Чекај, ма отиде ти со цел одам да го најдам новиот пејач. Да. Тенденциозно, значи.
Да, Ти пристапи од старот вака и вака, јас сакам да... Не, окей све. Оно черри од бутил. Нема многу. Се не разбирање таму. У нашиот дел таму. Прејди на главното. Да, кажи што е работа. Да дојдеш до камера дома, вика да пробаме, вика како си. Имам една ствар, ако те интересира пеење и естрадна малци. Првата. Па на Кучка пробав ја одма. Кучка неверно беше. Директно, да, на неа вежбавме одма. Да види бојата дали се уклапа, дали се ја нема појма, мислам. Излезе дека песната била правена како за него. И да. Значи запали остана. И од прво се залепи тој така. И еве го 30 години отпосле, многу хитови, многу убави моменти, Све и свашта. падни стани, Све и свашта све и живота, свашта. И добро кога ќе запееш, па ќе... Знам од што сум гледал, од што сум бил на ваши настапи, знаеш, пример, мојата улица, и ти тука си земаш комотно, го сакаш Да, нема, да. 3 минути одмор, Да. луѓето Али не пеат. беше у старт така, знаеш. Требаше поминат многу години. Роберт, ќе ти каже, после колку години таа се свари како ствар онака, На созря. почетокот никој не ја преципираш. Да. Ние објавивме Јас го пишував текстот Тоа е 2000... во август 95-та. А уште тогаш е напишан. Август го пишував текстот. Да. Август 95-та. И музиката, да. Ја снимавме у септември 95-та. Веќе во октомври бевме во Рим да снимаме видео за меканатна свадба, не плачи не жали, кажи ми, речи ми, значи за тие. Повеќе спотови. Да. Да. Као колаж тоа, така, сигаше на времето, да. Така се снимаш. Колаж, да. Па од 97 Тоа имавме сум два јас. концерти, 99 имавме два концерти, солистички зборам, не за настапи вака како сега. Да. Универзална сала. И свиравме ли уопште таа песна? Може неа ни свиравме таа. Не, Уште не била ни хит. Па не. И години го Тоа е отпосле. 50 години таа Таа бликна онако од нигде никаде, мислам, од нигде никаде. Па, Не дека е Да. само па има, таа што има. така Да, се да, пее, да. да не се разбере. Ама Али не сите само наши за- ствари Не е само за таа песна. Како е Требаше да созреа, моментот? да. Ти седа, знаеш, таму имаш илјадници луѓе што се на настап дојдени и ти да можеш да почнеш со Знаеш што два-три збори и да ги најинтересно, оставиш. овие што одиат по 15 години што има, и по 13, и по тие што имаат 40, 50, 60, 70, сите ја знаат таа ствар. Наизуст. Знаеш, тоа е evergreen, стварен evergreen. А има Химна. формула за правење evergreen. За колку песни сум мислел дека ќе пишам. Нели? Па не, нема формула за жори. Имало Брка песни што работа. не си сакал да ја пееш. Ама кај се? Што не сум сакал. Бидејќи ако добро разберам како функционира кукулеле, Роберт прави Знаеш, песна. да. Така, и те вика, Тоа е што да ми кажеш, да. Во договор стално, он ќе ја постави цела. Ја праша мене, вика, дојди, што мислиш за ова? Не е строго, ова е таа ствар, да е тврд у тоа, знаеш. И сега ти пеи, се све не се свиѓа. Како мислиш ова тука, овака, овој избор, тој избор, да додадеме, да одземеме, да... И во договор заедно правиме. Искаше таа ствар. Фино. Што е многу добро, знаеш, има некои се суетни. Музичари па ти вика, еве те песнава, научи ја, Таа е дојди таа. студија и испеи, тоа е тоа. Нека некој, бар со мене, мислам. Еластичен е, у тој поглед. Па со други не ни работи. А што ги не работи, ствари. Така да, тоа ти е тоа. точно. Мачко греќа. Баш така, баш така. Е сега. Што е специфично за Роберт? Гледаме веќе дека има така уште од старт, ланчето, кајшот. Чекај да ти објаснам, чекај. Ајде. Чекај. XO, знаеш што Прстени, значи? чудо. Дали знаеш? XO? XO, дали знаеш што значи? Не знам, Коњак. Па нели на коњаци го ставаат. Добро. Не знаеш што? Стварно иксо еве, човек. Ја се приметувам. Екстра old. Екстра олд. Да, суперстар, така. Многу стар. Не. Екстра old. Ти си екстра млад, ако ништо не. Па добро, ова, па мора контра да ставам нешто. Ти треба се XG. Екстра. Ние сме ако 30 години се знаеме, XY. Жаре. Ние треба да ставиме сега кукулеле у заграда XO. Ама глеј, Екстра цело олд време различни работи носи. Мене тоа ми е поента. Пример, јакнува прв пат ја гледам. Ја гледам Пример. пожер. Ова. Не знам откај ова, да. Ова Добре, јакна гледаш? имам земено специјално за кај тебе за гостување. Гледаш? Гледай. Ама добро јакна, Мислам бе. купена ми е Чекај од се. пред 3 години, али чекав да дојде прилика за кај тебе на емисија. Значи, кога беше предходниот пат ја купи, сигаш кај ќе 2019 е викне, ој купена. кај да ќе викне пак некојаш. Да, 2019 е купена и не е облечена. Ево рука. Специјално за Ево рука за тоа. Сега да имаш публика аплауз, ке знаеш. Добре, Ние имаме јасно. спремно игра една. Значи, дај режија пуштате го тркалото на среќата кој што треба да брои колку работи има Роберт. И сега ти треба да кажеш, има разни поими. Значи не е еден поим.
Пуштете го тркалото да видиме што се Ова има не на е него. предвидено со сценарио, ова нешто. Не, еве го, да видиме. Значи, има разни работи. Еве, жени, не падна на жени. Колку наочари има Роберт? Колку наочари имаш? Знаеш? Ја треба да кажам. Ај погоди, чекај, добро, тоа е уште подобро. Ти погоди. Околу 50 треба да има. 50. 50. Вистина? 50 и Тука нешто. негде? Да, 50. Панки добро знае. Одиме понатаму. Ајде да врти пак. Ајде, колку сега таму што има? Автомобили видов, не знам. Тексас јакли. Не, ама нешто многу 5-6, 4-5, 4-5. 41 ју. Како, молим? 40. Колку? 41 Тексас. Ова, озбилно. 41 Тексас. Ова е 41. Ова, таа што беше прошли пат кај тебе на емисија и уште 39 други. 39 други. Бегам ја, имам работа нешто. Ќе се вратам. Се вратам, бе. 40 јак ми му стварно? Стварно. Не сум знаел. Не сум знаел. Дај врти пак. Врти. Чекај кога знаеш. Нешто да научам, нешто. Викендици имаше таму. Колку стана имам? Колку стана има Роберт? Опа. Колку? Ова јас знам. Колку? У задниот месец, Само во еден месец. само во еден месец, па преку 60 има купено. Нема шанс. Кај ги купува Или- човек? Кај ги купува? 50-60. Не, 65 се купно, не. Така. 65 се. Овие Не сум месец. Од задниве месеци. Окей. Значи ти си бил сведок дека купил 30 барем. Идеме на свирки, Па му ги она, покажувам и како. телефонот видиш што порачав, еве ти го овој. прстени Викам, колку имаш руки? Што знам, до се имам 30, па сега 40, па 50, па 60. Ај вака. Кој е најскап прстен што си купил? Значи колку пари си дал на прстен? Абе, срам ми е да кажам. Абе како да е, Ајде, добро, бе. абе секој има разни Не, све за како да ти телевизија, кажам? ајде ти. Ама секој има кејфови. Добре, да, ако. Пример, Кејфови. не Ти знам, кажам, Жеки, ако влезе оно нешто, добро. дека мора да го има дека овако. Сега е у филм на прстени, на аксесори на ова, на токи. Еви, еви. Влезе ли оно некое нешто, у педали да влезе за гитари? По 100 ги купува. Сега у прстени не Не влезе. прашај. Па гитарски, тоа е- гитарски педали имам тоа е 40. он, знаеш, тоа е Гитарски он. Старски педали имаш 40. Да, да, ехо, Мајко. еквалайзери. Па нели е доволно две да Дисторзии. имаш? Он е екстремен човече, он е многу Значи или па не 0 знам. или 100. Или прва брзина или 6. Или 6. Завлезе ли у нешто? Све ќе. Така и за песни, ако влезе у севдак на направење. За тоа ќе. прстени, за педали, за гитари, опрема музичка, до студио. Добро да знаеш, една гитара Добре, свирам, човек. имам 10. Да, Така. така е. Ами што? Стварно бе, колку гитари можеш да свириш, стварно? Една свириш, имаш 10. Таков е, таков е он. Тоа е Што му РС. фали на Секој Тоа е човек РС. различен. Тоа е РС. Секој човек, тој е РС. Тоа е РС. Ај пример, гледаш сега дознаваме чудно работи. ли? Да иде човек со вас на свирки. Да речеме, као мува на зид да биде, значи да не го гледа никој, а сепак да ве прати. Од што би се изненадил највише, што мислите? Значи перцепцијата на јавноста versus она што е. Ништо не може да ми изненади. Ништо. Не, оно што ќе се А изненади. оно што? Тоа е Што мувата мислиш? на зидот. Да, бе, да, од што ќе се изненади? Што мисли дека е нешто, а не е така? Можда. Ние сме тешки професионалци, затоа што Сурови. мораме да бидеме И тоа. сирови. Сирови. Ние не живееме од ништо друго освен од кукулеле. Добро, што значи? Значи тоа значи јате дека на настап прво на дека време. други приходи ни јас ни он немаме освен од кукулеле, од настапите на кукулеле. Дали тоа значи дека никогаш пијан не настапуваш, па Никад до мајка живот Јан? како. Нема теорија, тоа шанси не може. Значи, гледаш, исто добро, како некој види. да иде на работа у понеделник стабајле, Аха, управо Што се. е 90 Као хирург, као хирург. Да, као рецимо. хирург Ајде нека или- дојде пијан хирург. па и како поштар, што многу што и да е. од Ја оставата знам да што живеат поштари на што- пијани и ова и она, да се лобават. па фрли пликовата, па пиво. Не, Убаво вика паки. Не, Тоа не ми дека е стои, дефолтот. знаеш. Не, тоа не знам. Јас само вода пијам. Добре ете тоа е едно. Втора работа, останувате после настап, вечерна свирка во клуб. Се враќа. Никогаш. Никад. Ние имаме Ама, околу Многу ретко за овие години 5 пати рецимо сме останале. За сите тие години. Да. 120 наступи имаме годишно. Тоа знам. У Тоа просек, знам. Речи у си, просек. да. Секој трет ден и поише. Ова е, знаеш како? Некоја се случи и по 2. А иначе 120 не може. Имено. Значи 52 Имавме викенди. и 3.
во една вечер. Трио. А чекај, како изгледа 3 настапи во Те една? не кеш да знаеш. Не, озбилно, знаеш, од кај се трга? Вака, 52 викенди се, така? Да. 52 викенди. Значи 52 петоци, 52 саботи, тоа се 104 Така. годишно. Да имаш Имаме- по еден настап? Имаме 120. Значи Нешто плюс има. Нешто има плюс. Ама не, и секој викенд некогаш ќе отидеш на одмор да му сплюкну. Па затоа ќе има 3 некогаш. Како изгледа тој ден? Топ. Кога е првата свирка? Од кога до кога се свири? Жаре, нема пари толку многу кој што мислат луѓе, да не се лажеме, да. Пари, абе. Па затоа и свириме толку. Мамицо, ако пуни компроција, тука нешто ќе Али не, ви... пази, Да, банк. Затоа и свириме толку, така? Ето, Инаку да има од еден настап милионче, што Држи ќе тоа, свири. држи тоа. Уживаш. Држи тоа. човече. Значи добро, Бери не се бери останува. кетврстан што викаат старите. Не се, видиш тоа за пиењето и изненадување, знаеш зашто? Панки важи за бед бој на естрадата. Troublemaker што би Што рекла вика момицата, што вика. момицата. А испаѓа дека не е така, пак Не, се ама не. навраќам на тоа, Ама да, си бил и troublemaker. Сум бил. Ја не може Ама да може не се... ама никога е на работа. Ја не може да не се сетам Така, на една како друштво, легендарна така. тепачка Знам касните што 90-ти. да. Да, 99-та. Ги заслапам профорците тогаш. Ние белја не баравме. Они се бара белјата. Како изгледаш тоа? Британци некои. Британци, дојде мисла дека Македонија САС, тука- позадинци некои тие. Елитни бригади, нивни. Немам појма. Мада ти го И опасниш дојде панки. од цивилка, да. У принцип. Али под десто на алкохол не се, баш многу. И дојде некои 20 луѓе до вечера, дали може па. Како за секој. Али британци знаеш како се некои ќе се опијат моца. Почињаат да плюкаат по луѓе, да малтретираат, им фрлаат со овакво, со тапи. На тој главно викам дојдем викам моци. Викам, ајде молам викам, молим. Гледаш кој е од нив? Не, имаат они што ми е начело на масото. Каучинови. Вика, окей, да, вика ќе овако. Ќе ги смирам. Не иде тоа, смирување ништо. Иде вечерта, иде. И почна стварно да бидат Напор. бахати онакви. Напорни. Уште Викам, пој. ајде молам викам, рачунам ти кам еве го и платија све и на идење гуснати имавме една мечка удвор препарирана. Така е. Тоа познато. Божана. И да, Божана. И се зема под мишка двајца, еден за врат, еден за овако. Ја носам вечка. И по скали надале, да се зема на улица. Кочи му вика мало, кочи. Ево, шлюс, и почнем со дрва, мрва и мал удримавај. Врати е, малце, ама немаше. Со сталци за микрофон овакви овие. Да. И има се повреди, со скршени билици, со скршени глави, со... Луѓе во страна, Да, остана вџашени и што невидени сите невидени од од дејствата, да, што се случува пред теренот, пред нив. Е добро, и што се случува вечерта одма после, знаеш, после такво нешто, адреналин, па. Дојде нивна полиција војна, наша дојде да прави записник ово на све. До ден денеска ништо, ни тужење, ни нас. Тако Никад сме не е тоа за касно. тоа, Никад не е касно. тако сме тоа за тоа, 23 се години. повлекува, најверојатно се отидува и од државата. Пош имаше повесници по апона. И утре дента дојде депеша. лекција. Депеша дојде утре дента. Драги брате панки, ваш херојски подвиг што сте направили таму у Скопју, над огресот што сте тукли за ова зона, да будете наши, како пишуваш, да будете наши гости у влади Република Србија, у року кој ви одредите. Ти кажи колку. Како му викам? Ти што ја кажеш? Здраво, панки овде. О, здраво. Друже, Викам, панки. иде, ми долазимо. Ајде. Кај одиш? А кај одиш? Влада, право. Кај Шешел, кај доктор Воислав. Он беше тогаш подписател на влада беше. Кај Шешел. И што Кај Шешел. те пречекува со Шешел со најголеми... Бра, со ротација од граница, носење со пратња до Београд, овако ние со Мерцедес чино. И колку време остана? 20 дена. До првата вечер за бомбардирање. Ја. Так, и кона свадба таму. Убаво да видиш интересно. Ивкова слава. Ивкова слава, да. Ивкова слава. Се упознаваме со сите министри, со ова. Вучич беше тогаш млад беше многу. Така е. Со не бидев на вечера ностоп. Кај него дома иде. Кај Александар, писателот актуелни нивни. И така се дружевме, да. Да си жив и здрав. Тоа е. Живот, жив. се лави. Види, сега многу... Свашта нешто ги се деси во Ама многу животот. помирен живот имаш сега. Да, Имаш прекрасни кирки. да, фала му на Бога.
20 и нешто години. 21 и 15. Си работи, си... Да ги поздравам ова прилика. Ете, така. И тоа. Знаеш, колку од работите во животот ти има направено подобар татко? Ке ме разбереш зашо. Ќе разберем, да. Пошто си преживал многу работи. Така. Дали тоа ти има направено подобар татко? Најверојатно да. Најверојатно Така? тоа те клеса, тоа те прави, знаеш. А што не си ги имал искуство? А што носиш унутра овдека, знаеш, и душата. Да, и тие искуства и тие во животот мој превирања и up down, up down, up down, up down. А на нов татко што би му препорачал? Него што е исплашен, Нема тука плашење. Нема плашење тука. Бар за мене нема никако плашење. Знаеш, моментот треба да бидеш И одговорен. дали сум ја бил многу ментално јак, дали прејак? Ментално, знаеш, пошто имав и трагедија, и ова, и она, и тоа, кога беа многу мали. И тоа све да го истераш, тоа све да го и паднав ме затворија, имав и проблеми и ова, знаеш, тоа е да не е сега од забавен карактер ти ми света. Тоа не е многу и патетики, многу ова, она, али најверојатно ментално мораш да бидеш многу јак и да имаш убаво срце. Со љубов пуно. И нема проблем никакво. Верба. Верба, да. Верба. И хоуп треба да имаш, надеж Епа, треба. гледаш верба, тоа е тоа. Тоа е тоа. Тоа е добра порака за секој што гледа, ја мислам. Не, мора да се има верба и мора да... Без верба нема ништо, човече. Тоа иначе видиш еволуција, напред само. Да. Тоа хоуп го има тетовирано Горан Мичич, наш пријател. Така, поздрав до до Гоце. Као и све што гледаш на панки тетовирано и кај мене има на раката. Кај Мичич? Да, од кај Мичич. О, се раните почетоци ова му се. Чекај, ти си овде, ако добро догоре гледам, има раката, нешто. догоре раката. Да, така? Денес во друг стајлинг. Ко учеше ова? Се вежбаш. Кога се вежбаше, гледаш оправил? А гледај кај стигна. И другото. Јас што викам демац, викам тоа домашинчето. Пекалца. Седи овдека, танко боја. И опише овдека има до днеска панки и тоа, ја мислев дека како со пенкало. Има, уште го чува панки му пише. И онака со точка му ставам, ама ја мислам дека со пенкало му ставам. Панки, танкова, ау! Викам, да, буди, мислам дека со пенкацо, викам, брат, немој бе. Викам, нека седи. Нека седи. Ќе значи. И му стои до денеска, праши како тоа некато емисија. Треба да Мичич, треба да вреди. И не да вреди, сега во Њујорк. Не е само Македонија. Тука е. Не, ама сакам да кажам и таму работи. Таму работи, таму си има дуќанче. Да. У задниве 10 години преку 30 гости си имал од Перо Антич па до нас, кои што точно. Кои што биле кај Горан Мичич биле. Така е. Спокоени. Па ја мислам и нема селебрити што е тетуиран што не е кај него. Блокмакс Рапид. Ефикасен при главоболка, запоболка, болки во грбот, мускулни болки и ревматски болки. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Од многу обврски немам време ни за детето. Но тука ми помага мојата тајна. Готвејќи за нив, ги правам срекни и здрави. Ова е мојата причина поради која готвам. Која е вашата? Со кликни јади, највкусните јадења ви се секогаш на дофат. Лесно е. Во вистински момент ми излеговте во пресрет и многу брзо не очекував дека ќе дојдат. Доаѓаме кога и каде, вам ви одговара. Со колегите многу сериозно си ја сваќаме работата. Ама тоа не е се. Емкеш има еден куп други поволности, како програма за препорачан пријател и програма за лојалност. И дури и тоа не е се. Земи кредит до 31 декември и можеш да освоиш супер новогодишни награди. М1, М-брзи, М-најдобри, М-кеш. Брата бе, дедо, кај отиде? Дедо! Овој ноември во Горење се исполнуваат вашите желби. Промоцени на одлични апарати за домот. Горење. Формулацијата Beauty колаген на Фармавитал содржи високо квалитетен хидролизиран колаген со луѓел, како и витамин С, хијалуронска киселина, боровинка екстракт и дополнителни витамини и минерали.
изгледе совршено. Чекориме брзо, чекориме во непознато. Потезите денес и одлуките сега ни ја прават иднината утре. За успешен план мора да внимаваме на се, но ништо не е остварливо без љубов, а љубовта почнува во домот. Преку уникатниот Golden Art систем, 17 години ги градиме вашите домови од соништата. Со внимание на секој детал, создаваме дом за многу идни генерации. Golden Art. Дом, не само стан. Ординација доктор Анчевски го прославува 17-тиот роден ден со 30% попуст на сите третмани со ботокс. За да го добиете попустот, потребно е да се јавите на 16 ноември, да честитате роден ден и да си закажете термин за наредните 10 дена. 16 ноември, телефоните во раце и повикајте 02 321 6608. Краток блок пораки од нашите партнери. Неизоставен дел од македонската традиција е чај од мајчина душица. Опојниот мирис на мајчина душица може да се почувствува во шолја Good Nature и тоа е навистина нешто на кое тешко може да одолеете. Вкусете го чајот Good Nature од мајчина душица за да се уверите во тоа. За добар леп, кифлички, пита, за било што такво, најважно е брашното. Ако знаеш кој е најдобро, се друго е помалку важно. Јас знам, зашто за мене моето брашно од Кадино е број 1. Бидејќи имам неколку секунди пред да продолжам да го искористам времето и со неколку клика ќе си нарачам храна за сите нас во студиото и немам дилема од каде ќе нарачам, тие се најдобри, со најбрза достава и најљубезни доставувачи плюс македонски бренд. Момци, ве оставаме со најдоброто од Македонија, тоа се Good Nature чевите, исто имаме од Зегин пакет производи, секакви работи, мислам дека ќе се најдат. И имаме од ординација доктор Анчевски експертите за разубавување, ваучер за вас или вашите поубави половини. Нормално, од доктор Анчевски имам и подарок за сите што гледате, само да знаете. Не само за нашите гости, ако сакате да изгледате топ и многу помладо, искористете 20% попуст на Jet Peel. Значи тоа е за оние што не сакаат боцкања, сакаат топ ефект. Само овој вторник, 15 ноември, јавете се кај доктор Анчевски, побарете 20% попуст на Jet Peel само кај доктор Анчевски. Роберт, ми беше чест. Мислам дека можеме да ги поздравиме сега со музиче. Панки, маестро, ми беше чест. Ќе се видиме. Да отсвирим уште една, може? Уште една песна. Не плачи, не жали сега да ја пукнеме? Може, не плачи, не жали. Тоа беа Кукулеле, дами и господа, во МНН. Мојата улица на барут мириса, знаме во раце мои, очи ми, очи ти, црни бисери, неми, насолцени.
да не чујат душманите. Не брои ги деновите, не слушај ги камбаните. Ако не загина од револвери, ќе ти умрам од тага. Раценке немам да те погалам, усних за да ти кажам. Не плачи, не жали ме, да не чујат душманите. Не брои ги деновите, не слушај ги камбаните. Сценариото веќе не ни треба, оди на рециклирање, а и вие, дами и господа, бидете одговорни, бидете примерни, селектирајте отпад, хартија со хартија, стакло со стакло, пластика со пластика, а еве ги навреме и брзи како секогаш кликни, јади, седи, друже, никогаш не оставаат гладни. После тоа ќе одиш кај Ѓоко, платено е, нели, со Виза премиум дека плаќаме, имаме 20%. 20% попуст. И достава бесплатна, гратис, топ. Благодариме што не гледавте, ние ќе си се спремаме за јадење. Следната недела, да го испратиме нормален музичар рака. Следната недела, 18:30, ДНК во 1-1. Голем концерт по повод 20 годишнината. Другар, фала ти, а ние ќе завршиме со Кукулеве. Се гледаме, па поздрави ги и ти! Hey!